Почитувани граѓани, на повидок е нов скандал, за жал со трагични последици, кој директно и индиректно се поврзува со Белата палата и опозицијската ДПМН. Скандал кој покажува дека на ДПМН не им се важни човечките животи, туку бизнисите, и дека непочитувањето на законите е нивна одлика. На 17 ноември, при ископ за изградба на нова зграда на улица Пиринска во Скопје, загинал работник кој управувал со багер. За оваа трагедија во која што за жал е загубен човечки живот, има поднесени кривични пријави за незаконско работење. Градежната јама не била соодветно обезбедена, не биле преземени безбедни услови за работниците. Загубен е човечки живот, а прекршен е и законот. Одговорност за овој случај мора да има и затоа надлежна институција веќе има поднесено кривични пријави. Очекуваме од страна на надлежното јавно обвинителство целосно да се расчисти случајот и да понесат одговорност сите инволвирани. Но граѓаните треба да знаат дека во случајов станува збор за работник кој бил ангажиран за компанија на Ивица Георгиевски Фреди, човек близок до ДПМН и актуелниот подпредседател Александар Николовски. Во дел од медиумите се објавени информации дека наводно Николовски е ортак со Георгиевски. Сега, почитувани, надлежните институции треба да испитаат и дали е точно дека ископот се вршел без одобрение за градба. Почитувани граѓани, во оваа партија се нема ништо променето. Ова е доказ како работи ДПМН. За ДПМН не е важен човечкиот живот, не се важни работниците, важни се само нивните бизниси. Очекуваме Александар Николовски да излезе пред граѓаните и да се изјасни за овој скандал. Ви благодарам.